Понеделничко издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Инфраструктурните услови кои се на ниско ниво во источниот регион на Македонија се една од главните пречки за подинамичен развој на стопанството. Таква е оценката од Стопанската комора, а констатација е и дека предпријатијата се соочуваат со известни законски проблеми, што се причина дел од фирмите да бидат ликвидирани. Фирмите од источниот регион на Македонија со децении се соочуваат со неповолна инфраструктурна поставеност и тоа е една од главните пречки за да можат нормално да го планираат сопствениот развој. Сообраќајната поврзаност на регионот досега бавно се решава, поради што и инвестирањето и од домашните и од меѓународните инвеститори е на релативно пониско ниво во споредба со другите региони во државата. Од Стопанската комора потврдија дека тоа е сериозен проблем што бара посебно внимание, за да може да им се обезбедат подеднакви услови за развој и искористување на потенцијалите на стопанските капацитети од истокот на државата. Секако дека овдека имаме можеби поголем проблем и со инфраструктурата, како што знаеме, источниот регион малце е покомплицирано тоа прашање, но како што можеме да видиме се работи и се надградува истото и очекуваме во брзо време да биде решен и тоа проблем. Заклучок е дека во различни дејности можат да се најдат различни проблеми со кои се соочува стопанството. Па освен инфраструктурните проблеми кои се од објективен карактер, проблеми има и во дел од правните одредби на ниво на држава. Секако дека постојат одведени недоречености пред се во законската регулатива, на која што се стремиме, значи постои секојдневно да се надградува и да се решаваат проблемите со кои што истите бизнисмените се соочуваат. Секако има и некои конкретни прашања кои што се значени за целото стопанство, како што го имаме закон за финансиска дисциплина, како што го имавме претходно со придонесите, но сепак сите тие се прашања кои што секојдневно Стопанската комора на Македонија се труди во директна соработка со државните институции да работи на нивно надградување. Инфраструктурните услови кои се само дел од отежнувачките околности, а многу повеќе непочитувањето на одредбите за финансиска дисциплина влијаеше во последните неколку години само во Кочанскиот регион да престанат со работа повеќе стотина фирми од мал и среден ранг. Сите тие отишле во стечај или пак биле ликвидирани поради неможноста да ги исплатат доспеаните обврски, како и поради зголемените меѓусебни задолжувања на фирмите, посебно кај малите и средни предпријатија. Презентиран проектот Сонце, вода, ветер во детската градинка Павлина Велјанова, преку кој во 3 објекти од градинката се инсталирани соларни колектори. Проектот, вреден 153.500 денари, е финансиран од Мировниот корпус Македонија. Во детската градинка Павлина Велјанова во Кочани, во објектот Сончогледи, презентиран проектот за обновливи извори на енергија Сонце, вода, ветер, со кој се инсталирани сончеви колектори во 3 објекти на градинката: Звездички, Сончогледи и Цветови. Проектот е во вредност од 153.500 денари, грант од Мировниот корпус Македонија, во соработка со волонтерката Катлин Ридер, а во техничка изведба на фирмата Екосолар од Штип. Овој проект е насловен како Сонце, вода, ветер и не се состоеше само во инсталација на сончеви колектори, туку му претходеа низ активности во соработка со стручни лица. Најнапред беа обучувани воспитувачките за да подоцна ги едуцираат децата од најголемата воспитна група повторно низ различни активности, посети, наблюдувања, работилници. Посетивме хидроцентрала, посетивме продавница со колектори и фирма каде што се изработуваат колекторите. И сето тоа им беше презентирано на мощен креативен начин, близок до детската возраст, за да сватат децата кои се придобивките од обновливите извори на енергија. Јас сум среќна што работам во градинката во Кочани. Уживав во работата на проектот. Градинката постави добар пример за децата со изборот на соларна енергија и ги учи децата како да бидат добри граѓани за околината.
На презентацијата присуствуваа менаџерот за безбедност во мировниот корпус Гоце Спасов, председателот на Советот на општина Кочани Јордан Димитров и грант координаторот на проектот, представник од мировниот корпус Наташа Наумовска, која што ги истакна бенефитите од реализирањето на проектот. Она што е многу битно да се истакне е бенефициите, придобивките кои децата ќе ги добијат од овој проект. Прво е тоа што ќе учат за обновливите извори, како да ги користиме и како можеме да не оштетуваме природата, значи да ја зачуваме нашата природа, но исто така огромен бенефит за оваа градинка ќе биде, бидејќи ќе има секогаш топла вода, што би значило дека ќе се подигне нивото на хигиена во градинката и ќе се намалат со тоа и него се надеваме бројот на настинки и болести за дечињата кои се корисници на оваа градинка. На крајот од презентацијата, децата од градинката имаа кратка приредба поврзана со проектот и неговото значење. По делумното покривање на црквата Свето Благовештение во местноста Драчевик, градежните работи не продолжија. Иако подршка во изградбата со сума од околу 14.000 евра даде и локалната самоуправа на Кочани. Недостигот од донација е главната причина што изградбата на објектот тече бавно. Околу 2 години мируваат градежните активности на православниот храм Свето Благовештение, што започна да се гради во 2010-та на Драчевик. По делумното покривање на рамните кровни површини, се уште незавршени се куполите, како и надворешноста на објектот. Според информациите од изработувачот на архитектонско-урбанистичкиот проект, најголема ставка во трошоците е набавката на бакарен лим, со кој треба да се покрие површина од околу 80 метри квадратни на куполите. Токму тоа е причина да се разгледува и друга варијанта, со која само главната купола би добила бакарен кров, а на останатите би се поставиле керамиди. Откако последен пат општината од буџетот издвои околу 840.000 денари за набавка на материјалот за покривот, на тамошното комплетирање на изградбата е запрено поради недостигот од донации. Со средствата што биле обезбедени во меѓувреме е набавен украсен камен со кој се планира да се изработи фасадата. Се очекува за неколку месеци да започне поставувањето на каменот, со што барем делумно ќе се добие планираниот лик на храмот. На прашањето дали може да помогне во реализацијата на градежните работи, од локалната самоуправа рекоа дека немаат никакви ингеренции во изградбата на црквата. Жално е што се уште стои во ваква состојба, не продолжува до крај, меѓутоа општината ниту може, ниту е надлежна, ниту може да се меша во вакви објекти. Тоа постои црковен одбор, ќе треба заедно со нив да се изнат можности и решенија за да продолжи и да се заврши на задоволство на сите граѓани овој објект. Парцелата на која се гради новиот храм е со површина од над 5500 метри квадратни. Архитектонско-урбанистичкиот проект предвидува покрај црква да се изгради и камбанарија, а според предлог идеите што дошле од Кочанскиот соборен храм Свети Ѓорги, неопходни се и кујна и помошни простории. Инаку камен темелникот на храмот беше поставен во октомври 2010 година, а идејата за негова изградба беше поддржана и од Брегалничката епархија. Образложението беше од и постоечкиот храм Свети Ѓорги во Кочани е претесен за православните верници од целиот град. Двајца возачи на автомобили биле потешко повредени во сообраќај на несреќа што викендов се случила во Виница. Причина за несреќата е прекумерна употреба на алкохол, а по укажаната лекарска помош, двете лица биле пуштени на домашно лекување. Викендов на улицата Браќа Миладинови во Виница се случила сообраќајна незгода помеѓу автомобил Opel Corsa со штипски регистарски ознаки, управуван од 26-годишниот МД од селото Драгобраште, BMW 530D со бугарски национални ознаки, управувано од 38-годишниот ХИ од Калиманци и паркиран Chevrolet Spark, собственост на полициската станица Виница. Во незгодата, возачите на двете возила се здобиле со телесни повреди, при што МД бил пренесен во Општата болница Кочани, од каде по укажаната лекарска помош е пуштен на домашно лекување. Повредениот ХИ пак, по укажаната лекарска помош во здравствениот дом Виница, исто така бил пуштен на домашно лекување. Од страна на полицијата бил извршен и увид на местото на несреќата, а кај ХИ по извршеното алкотестирање констатирано било присуство на 2,92 промили алкохол.
Од двајцата возачи биле земани крв и урина за анализа, додека над возилата е извршен вонреден технички преглед. Од полицијата велат дека работат на расчистување на причините за сообраќајната несреќа. Поголема едукација и превенција од мозочен удар е темата на предавањето што во организација на Сдруженијето на пензионери од Кочани и Сдруженијето Мозочен удар од Скопје се одржа пред кочанските пензионери. На предавањето беа посочени симптомите, појавата и начините како да се спречи мозочниот удар. Во организација на Сдруженијето на пензионери на Кочани и Сдруженијето Мозочен удар од Скопје, огранок Штип, во Кочани се одржа предавање со цел запознавање, поголема едукација и превенција против појавата на мозочен удар. Предавач беше доктор Елена Личкова, невролог од клиничката болница во Штип, која пред кочанските пензионери низ сеопфатно предавање ги посочи симптомите, појавата и начините како да се спречи мозочниот удар. Во Македонија, истакна таа, 16.000 граѓани годишно боледуваат од мозочен удар. Предавањата имаат за цел да ги запознаат луѓето што значи мозочен удар, кои се симптомите на мозочниот удар, а превенцијата на мозочниот удар и третманот на мозочниот удар. На еден начин и ја доближиме оваа патологија на луѓето што поблиску, за да можат луѓето да бидат поинформирани во врска со мозочниот удар и на време да ги препознаваат симптомите на истиот. Една од водечките причини за смртноста е мозочниот удар и една од водечките причини за инвалидитет кај луѓето кои што заболуваат. На предавањето пред кочанските пензионери своје излагање имаше доктор Дејан Апостолски, кој истакна дека и кочанскиот регион, како дел од истокот, не е поразличен во дијагностицирањето на мозочниот удар. Во делот на дијагностицирањето на мозочниот удар, во нашиот регион најблизок центар за дијагностицирање на мозочниот удар комплетно, значи со компјутеризирана томографија и магнетна резонанца, е клиничката болница во Штип, со тенденција во иднина да овој тип на дијагностика стане достапен и во општина Кочани. Се разбира во иднина доколку имаме поголема соработка во делот на набавката на опрема за кочанскиот регион. Председателот на Комисијата за здравство при Сдруженијето на пензионери Кочани, доктор Мирко Анакиевски, ја поздрави ваквата иницијатива за одржување предавања на актуелни теми. Треба да се форсира и понатаму и да се населението едуцира и упатува во проблемите на кардиоваскуларните болести, кои се водечка причина за смртна не само во светот, него и кај нас, поготово во земјите во развој во неразвиените земји. Во наредните месеци, преку едукативни предавања, лекарите ќе бидат поблиску до пензионерите, зашто ќе бидат обработени теми што се однесуваат на високиот крвен притисок, кардиоваскуларните болести, шеќерната болест и други теми за кои пензионерите ќе покажат интерес. На полуфиналниот избор за Мис на Македонија 2016 за Мис Глоб, што се одржа во ресторанот Амор во Кочани, победи 18 годишната Андријана Илиевска од Скопје. Прва придружничка беше избрана Ангела Ставревска од Охрид, а втора Елена Петревска од Прилеп. Победничката на годинешниот избор за убавина ќе представува нашата земја на изборот Мис Глоб. 18 годишната Андријана Илиевска од Скопје е победничка на полуфиналето на изборот за Мис на Македонија за Мис Глоб 2016, што се одржа во Кочани. Во силна конкуренција од 12 преубави девојки, титулата Мис на Македонија за Мис Глоб 2016 и припадна на 18 годишната скопјанка. Задоволна сум и пресекна и благодарам на жирито за оваа одлука. Се надевам дека ќе продолжам со исто темпо и од се срце посакувам секако. Со манекинство се бавам уште од најрана возраст, но во црно како сум веќе пола година. Значи задоволна сум и ќе продолжам. Учам по средното училиште Васил Антевски Дрен. Се занимавам со пеење, кикбокс, одбојка, значи тренирам и така. Прва придружничка беше избрана Ангела Ставревска од Охрид, а втора Елена Петревска од Прилеп. Титулата Мис Фото и припадна на Стефанија Тиквешанац од Штип. За Мис Фейс беше избрана Сања Милевска, Мис Шарм Ивана Маневска, Мис Боди Андријана Цветковска и за Мис Публика беше избрана кочанката Кристина Поптрпева. Со манекинство се занимавам од мојата 11-та година. Ама активно почнав да се занимавам од кога имав 15 години. Многу сум активна, значи
правам фотосесии, реви, промоции, работам како хостеса. Значи го сликав новиот каталог на Сара Фешн што искочи ова лето. Исто така во август бевме на интернационален избор во Кипар. Сега, значи, на овој избор ја добив титулата Мис Публика и благодарам многу на публиката. Лани исто така, значи, присуствував на избор за Мис на Македонија и бев прва придружничка на финалето на изборот, а иначе бев Мис Кавадарци. Сите девојки добија подароци од спонзорите. Изборот се одржа во прекрасниот амбиент на ресторанот Амор, во соработка со модното студио Црнокрак. Бараме една комплетна личност, не само физичко убавена, туку мора да излезе нешто и од внатре. Се бара и шарм, харизма, знаење на еден од странските јазици, за да може да ја представи Македонија на изборот за Мис Глоб во вистинско светло. Таква девојка бараме и така ни наложуваат организаторите на Мис Глоб, така и ние им сугерираме на жури комисијата да се бара не само на надворешно бавење, него туку комплетна личност. Ете вечер ја избравме Андријана Илиоска, мислам дека вистински избор од жури комисијата, иако беше со поени тесно. Ќе видиме како ќе се одвија ситуацијата до крајот на изборот и како ќе биде во финалот. За забавата на гостите се погрижија музичките групи Феникс од Штип и Викторија Бент од Радовиш. На ланскиот избор Мис на Македонија победи Елена Ангеловска, која на изборот Мис Глоб 2015 во Торонто, Канада, ја освои титулата втора придружничка. Победничката на годинешниот избор за убавина ќе представува нашата земја на изборот за убавина Мис Глоб. Во изложбениот салон на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани се одржа вечер на македонскиот афоризам и карикатура. Беше отворена изложба на слики на познатиот карикатурист Никола Ангелковски, а беше промовирана и книгата Крематориум за бесмртниот Витомир Долински. Како трета активност, Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија го одржа своето второ изборно собрание. Во присуство на голем број љубители на карикатурата и хуморот беше отворена изложба на карикатури на познатиот афирмиран сликар Никола Ангелковски, кој што е познат и признат карикатурист и член на Македонската афористичка репрезентација. Неговиот начин на изразување е карактеристичен и можеби единствен во светот. Големи пофалби има од луѓето кои што ја познаваат оваа проблематика на изработка на карикатури. На изложбата се поместени 30 на карикатури од поновата продукција на Ангелковски и истата побуди голем интерес кај публиката. Ова се ликови на познати личности или 12, односно 8 личности кои посебно го инспирирале во животот, тие се поместени во неговиот каталог и додадени се уште 16 други, така што имаме карикатури од разноразни личности, од разноразни области, имаме политичари, имаме глумци, музичари и така натаму. Пред присутните беше промовирана и најновата збирка на афоризми на македонскиот афористичар Витомир Долински од Струга, под наслов Крематориум за бесмртни. Витомир Долински ни е познат повеќе како новинар, дописник на Македонската радио телевизија, но во последно време го напушти новинарството и пак се врати на сатирата и ова е прво негово дело од областта на афоризмот. Прва збирка со афоризми, инаку претходно има издадено неколку поетски книги и книги од истражувачка дејност. Во рамките на вечерта на македонскиот афоризам и карикатура, Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија го одржа своето второ редовно годишно собрание. За претседател на Сдруженијето повторно беше избран Јане Атанасов, афористичар од Кочани. Следуваат информациите од спортот. И Џудо Федерацијата на Македонија, како и другите федерации со демонстрации и други активности, го одбележаа Светскиот ден на џудото 28 октомври. Целта е да се зголеми бројот на џудисти во целиот свет и да се помогне да се промени животот на луѓето со користење на мокта на џудото. Светскиот ден беше одбележан и во Кочани преку активности на Кочанскиот клуб Гладиатор 2016.
Под мотото «Џудо за светот», Џудо Федерацијата на Македонија, македонските џудо клубови, џудисти, тренери и спортски работници 6-та година поред го одбележуваат Светскиот ден на џудото 28 октомври. Годинешниот фокус на прославата на Светскиот ден на џудото, кој се чествува во чест на роденденот на основачот на џудото Џигоро Кано, е насочен кон темата «Џудо за сите», која заедно со претходните теми обединетост, чест, упорност, џудо за сите и почит означува дел од принципите на џудото. Истиот беше одбележан и од страна на Кочанскиот џудо клуб Гладиатор 2016. Се одбележува во името на во името на Џигоро Кано, таткото на џудото. Инаку шеста година поред нашата федерација, како и сите останати федерации во светот, го одбележува Светскиот ден на џудото со демонстрации на техники, како што имате прилика да видите и претходно. Благодарност и до директорот на Основното училиште Марина Попиванова, кој ни излезе во пресед, кој ни овозможи да имаме омасовување на нашиот спорт, кој фалеше во Кочани, така и во Источна Македонија. Мислам дека за краток временски период направивме многу резултати, со каде што и нема да запреме. Мислам дека на престојните меѓународни првенства нашиот поттик е уште поголем и мислам дека нашите резултати ќе бидат поголеми, каде што нашите сребра ќе прераснат во злато. Новиот спорт во Кочани треба да ги насочи учениците на правилно минување на слободното време во спортување, рече председателот на Кочанскиот џудо клуб Вера Јосифовска, која што истакна дека членовите на Кочанскиот клуб за кратко време од своето формирање постигнаа значајни резултати. Јас и како наставник секогаш велам дека учениците треба да се тргнат од компјутерите, да ги користат само, значи неопходно, а другото време да го трошат на правилно развивање на своето тело и својот дух. А џудото е токму дисциплина во која се развива и физички и психички еден млад организам. Денес повеќе од 20 милиони луѓе од целиот свет секојдневно тренираат џудо. Интернационалната џудо федерација брои повеќе од 200 национални федерации и 5 континентални сојузи. Светскиот ден на џудото има за цел да ги покаже спортските вредности, но и да докаже дека џудото е повеќе од спорт. Џудото е образовна алатка која може да им помогне на луѓето да живеат заедно и да се почитуваат еден со друг. Целта е да се зголеми бројот на џудисти во целиот свет и да се помогне да се промени животот на луѓето со користење на моќта на џудото. Џудо клубот Гладиатор 2016 од Кочани интензивно се подготвува за учество на меѓународното првенство за пионери и сениори, што ќе се одржи на 23 ноември во Ниш. И уште една информација од спортот. Викендов се одиграа надпреварите во првенствата на првата и третата фудбалска лига Исток, во кои женскиот фудбалски клуб Кочани претрпе пораз на домашен терен, а Осогово беше слободен. Пинг-понгарите на Кочани загубија на гостувањето во Скопје, додека кошаркарите на Баскет Дино не отпатуваа во Прилеп, поради новото одложување на првото коло во третата лига. По двонеделното одложување, викендов се одиграа надпреварите од петото коло во првенството на првата фудбалска лига за жени. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани на домашен терен се сетна со лидерот на табелата Драгон 2014 и доживеа пораз од 2:0. Таквиот резултати не е големо изненадување со оглед што домашниот тим со играчкиот кадар со кој располага е далеку послаб во однос на претходните првенства, кога дуелите на двете екипи беа вистинско дерби. Инаку скопјанки до водство дојдоа во 34-та минута со голот што Марковска го постигна од слободен удар, а конечниот резултат беше поставен во 90-та минута со погодокот на Дервиши. Со новиот пораз, кочанските фудбалерки остануваат во долниот дел на табелата и со само 3 освоени бода се наоѓаат пред екипите на Атлетико и Речица. Во следното коло, тие повторно ќе играат на домашен терен, а ја пречекуваат екипата на Тиверија од Струмица, која во моментот се наоѓа на третото место. Се одиграа и надпреварите од 10-то коло во првенството на третата фудбалска лига Исток. Фудбалерите на Осогово паузираа со оглед што според распоредот беа слободни. Тоа се одрази и на нивниот пласман на табелата,
со оглед што конкурентот Овчеполе освои нови 3 бода на домашен терен и се најде на второто место, додека лидерот Беласица со новата победа против Каменица Саса останува на врвот со 27 бода, 5 повеќе од жолто-сините, кои сега се третопласирани. Виничка Слога 1934 пак во ова коло гостуваше во Лозово против Работник и претрапе пораз од 2:1. Со тоа останува на освоените 6 бода и во моментот е предпоследна, со оглед што екипата на Бирлик Конче најверојатно ќе биде суспендирана од лигата, поради тоа што втор пат поред не се појави на закажан првенствен надпревар. Во првенството на првата пинг-понгарска лига во неделата се одигра четвртото коло, во кое екипата на Кочани го доживеа првиот пораз. Нашите пинг-понгари гостуваа во Скопје на средбата со Рисови и загубија со тесен резултат од 5:4. Домекините успеале да ги изненадат нашите пинг-понгари и првите 2 меча ги завршиле во своја корист. Гостите се соземале и на 2 пати го изедначиле резултатот, но во пресудниот меч Христоф го загубил последниот сет со 3:1. Во следното 5-то коло Кочани на домашен терен ја пречекува екипата на Студент од Скопје. Иако беше закажено, викендов повторно не започна првенството во третата кошаркарска лига. Случувањата во Кошаркарската федерација на Македонија околу нерешените организацијски прашања во првата лига се одразуваат и во лигите од понизок ранг. Сепак, по неколкуте одложувања, дознаваме дека првото коло е презакажано за 5 ноември, а според распоредот, екипата на Баскет Дино треба да гостува во Прилеп против Марфил Спорт. Почитувани, со прогнозата за времето го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.